Почитувани, добра вечер, следите уште една анализа на телевизија 24. Настаните во македонската политика се редат како на филмска лента, така да пред неколку дена основното јавно обвинителство откри дека постапуваат по кривичната пријава за председателот Иванов за неговото кршење на Уставот при непотпишувањето на законот за јазици и ратификацијата на договорот од Преспа. Исто така ВМРО ДПМН во собранието поднесе закон за амнестија за настаните од 27 април, а денеска дојде веста дека е замрзнат целиот имот на ВМРО ДПМН по барање на специјалното јавно обвинителство. Ова се дел од темите за кои вечерва ќе разговараме со нашите гости. Тоа е еден комбиниран правничко, политичко, аналитички состав. Значи, ќе ги размотриме сите аспекти на овие прашања. Тука е Темел Користевски, универзитетски професор, експерт за Уставот, Валентин Зафиров, поранешен судија, сегашен адвокат, како и Исен Салиу, мој колега, новинар и аналитичар. Почитувани, добра вечер на сите. Одиме некако поред со темиве. Она што го кажа основното јавно обвинителство дека постапува по кривичната пријава за председателот Иванов, ми се чини дека можеби е прв пат досега во нашата понова историја да се постапува по еден актуелен председател. Не знаеме што ќе направи обвинителството, дали понатаму ќе ја процесуира, дали ќе отвори истрага или не, но што значи ова за вас, професоре, и бидејќи ова е прилично една нова ситуација за нас да се постапува по кривична за актуелен председател, како што кажав, кои се сега можностите на обвинителството и во однос на имунитетот на председателот? Точно рековте дека ова е прв пат обвинителството да поведува постапка пред истражни действија во конкретниот случај се против еден председател на Републиката, а тоа не е случајно. Овој актуелниот председател на Републиката е првиот председател во историјата на Република Македонија кој што грубо го прекрши Уставот на Република Македонија. Мислам конкретно на член 75 став 3 во однос на потпишувањето на указот за прогласување на законот за употреба на јазиците и законот за ратификацијата на спогодбата со Република Грција. Уставот јасно кажува дека по повтореното разгледување на законот од страна на собранието, кој веќе било еднаш кај председателот, председателот е должен да го потпише указот за прогласување на законот. Тоа е една строго императивна норма од која што нема отстапување. За жал, председателот не ја почитуваше таа, уште еднаш да повторам, строго императивна норма. Не го почитуваше собранието. Во собранието седат пратеници кои што се представници на мнозинството граѓани на Република Македонија. Тие го донеле законот. И не почитувајќи ги пратениците, тој практично не ја почитуваше и волјата на мнозинството граѓани на Република Македонија. Да. Со кршењето на Уставот, грубо ја прекрши. Уставот грубо го прекрши и грубо ја прекрши, така да кажам, волјата на граѓаните на Република Македонија, чии представници, демократски избрани представници, според член 2 од Уставот, се пратениците во собранието. Да, Зафиров, немаме ние вакво искуство, обвинител да постапува против председател, против актуелен премиер, можеби и тоа ќе го доживееме, но председателот сепак има имунитет од кривичен прогон. Не, имунитетот не го штити од кривичен прогон. Не го штити? Не, никого не го штити. Не може да биде заштитен никој од кривичен прогон. Значи, имунитетот штити само од притвор. И тоа строго се знае за кривични дела, за кое што ве фанат на лице место, а може да се изрече казна затвор 5 години или повеќе, може да му се определи притвор. По другите случаи имунитетот му го симиња парламентот. Значи, како за председателот, пратениците, владата, министрите, значи и од извршна, и од
законодавна власт, и од председателската, и тоа е власт, никого не оштити од кривичен прогон имунитетот. Значи тоа е една заблуда не во може, јавноста. па која не може постои. председателот што сака да прави. Значи не може што сака да прави. Тоа дали него кривичната постапка ќе се оди и он ќе се одговара за секое дело што го направил. Друго е што кај нас се спора правдата, па ја нема се уште. Па сите функционери досега што се додека се на функција не се кривично гонети. Значи ние точно е дека немаме премиер или министер да е гонет кривично додека е на функцијата или председател, а попаѓањето од таа функција, односно губењето на функција, имаме и пред тоа гонење на министри, на премиери за кривични дела кои ги сториле за време на вршење на функцијата. Значи, да разјасниме, имунитетот не штити од кривичен прогон. Добро, што сега обвинителството, ние не ја знаеме фазата на постапката, знаеме дека има кривична до обвинителството, дека председателот Иванов го прекршил уставот во овие два моменти. Што сега обвинителството треба да испита? Како ќе ја води постапката? Значи, ова знаеме дека го прекршил уставот, значи ние можеме да мислиме дека го прекршил уставот, а правосудните органи ќе си утврдат дали го прекршил уставот. Ако го прекршил уставот, како и секој граѓанин, ќе му се прати покана, односно ако обвинителството има сознание такви дека го прекршил уставот, ќе му се прати покана од кривичната пријава ако произлегуваат обележјата на кривичното дело за кое е поднесено кривичната пријава. Ако обвинителството смета дека тоа што е пишано во кривичната пријава има елементи на кривично дело, должна е да го повика и председателот во конкретниот случај, односно било кое лице против кое е поднесено кривичната пријава и подносителот на кривичната пријава да поднесе докази, па понатаму ќе оцени дали има простор за понатамошно водење на постапка или не. Ова е најверојатно претходна постапка. Значи, пред да се донесе наредба за спроведување на истрага, и ова не значи ништо. Значи, на секој може да му се поднесе кривична пријава, ќе го повикаат во обвинителството, ќе си каже со своји докази или без своји докази, ќе го повикаат подносителот на кривичната пријава да образложи зошто тоа го мисли, кои докази ќе ги поднесе и понатаму обвинителот ќе донесе јавна обвинителска одлука како понатаму ќе ја тера постапката. Ако најде дека има основи за сомневање дека сторил кривично дело лицето кое е повикано, на кое му е поднесена кривичната постапка, значи може, ако не е докрај убеден, предистрежни дејствија некој да превзее, ако не ќе си донесе наредба за спроведување на истрага, ќе му ја достават на лицето и ќе се тера натаму. Ова што ми го кажавте ми е интересно, мислам, онака интересно ми е во поглед на формата, бидејќи треба да го повикуваат председателот Иванов да даде исказ, а може ли обвинителот едноставно да ја остварли кривичната пријава како неоснована без да го повика? У содржината на кривичната пријава, у описот на делото, ако најде дека не постојат елементи на кривично дело, нема зошто да го вика. Значи може веднаш да отвори. Ама нема зошто. Тоа би било малтретирање. Значи ако у описот на делото за тоа што кажува подносителот на кривична пријава и од другите елементи со кривичната пријава не произлегува кривично дело, не дејствие, него кривично дело, тогаш нема потреба да се вика. Добро, ќе се вратиме, овде имам уште едно прашање за вас, но одиме со Салију. Втора една од опциите која сега излезе во јавноста во однос на председателот е можноста за тој фамозен импичмент или отповикување на председателот. Особено тоа сега излезе во јавноста после оформувањето на двотретинско мнозинство кое гласаше за почеток на отварање на уставот, па сега тоа излезе како можност, но мислите ли дека тоа е навистина можност со оглед на 8 пратеници кои дојдоа од ВМРО ДПМН? Па јас мислам дека е голем знак прашалник дали сите тие пратеници кои гласа за договорот од Преспа, кои го направија мнозинството од 80 пратеници, дека ќе гласат, дека би гласале и за импичмент на председателот или за одземање на неговиот имунитет за да може да одговори пред судовите. Мислам дека имаше една таква опција, ако не грешам, со 80 пратеници да се
да се одлучи дека председателот треба да одговара. Меѓутоа, тоа што е очигледно е дека председателот у последно време место државничка води чисто популистичка политика. Мислам дека со тоа и штети многу и на процесите кои се одвиваат во државата, и на имиджот на државата, како и на самата институција председател. Мислам дека треба да прекине со таа практика, треба да биде свесен дека мандатот веќе му истекува. Не знам дали 6 месеци се останети од редовниот мандат и мислам дека треба да биде свесен дека тогаш нема да го штити ни имунитетот, ни уставот, ни законот, дека ќе биде рамноправен граѓанин и дека навистина може да одговара, бидејќи овие се, јас колку што се разбирам, овие се тешки дела за кои постојат казни, меѓутоа и ги кочат процесите кои што се започнати, кои е јасно дека ја имат поддршката на поголемиот број на граѓаните, ја имат веќе поддршката и на поголемиот број од пратениците, значи секојдневно пратеници се изјаснуваат дека до вчера не ја поддржале, меѓутоа сега се увиделе дека направиле грешка што не ги поддржале тие процеси и веќе почна. Мислам, ако првата фаза, отворањето на уставот, ако помина со 80 пратеници, мислам дека затворањето можеби ќе има уште поголем број гласови. Затоа председателот, не знам, можеби он планира да остане во политиката и после мандатот и да се вклучи во активната политика. Меѓутоа, мислам дека на ваков начин нема да придобија ни он ништо, туку само ќе изгуби. Да. Професоре, уште едно прашање во однос на ова дел од експертите деновиве кои изборуваат на таа тема. Велат дека председателот тука не може да има кривична одговорност, бидејќи тој донел политичка одлука и тука дека одговорноста може да биде само политичка и дека тој може да трпи само политички последици. Не. Ако председателот, како орган на извршната власт, како сервис на граѓаните, во вршењето на својата функција, ја злоупотребил својата службена положба како председател на Републиката, тој може и кривично да одговара, не само политички. Таман работа ако политичарите за нивната политичка функција не одговараат и кривично кога ја прекршат нивната сервисна улога и прекршувајќи сервисната улога грубо го повредат уставот, грубо го повредат законот. За груби повреди на уставот, груби повреди на законот се одговара кривично според кривичниот законник. Треба ли тука Најгрубите повреди на уставот и законот се кривични дела. Затоа постои кривичниот законник. Ке треба ли тука обвинителството да се консултира со уставни експерти за ова прашање? Обвинителството, тоа се добри стручњаци, добри правници. Мислам дека го знаат законот и лично мислам дека не би нема потреба да се консултираат, меѓутоа ако сметаат дека има потреба, секако дека ќе се консултираат и со уставни експерти. Да. Тоа е нивна работа во секој случај. Да, бидејќи е специфичен случај, прв пат не се случува и затоа ги разгледуваме сите опции. Зафиров, одиме полека кон истрагата за 27 април. Пред некоја недела еден од сведоците во сите овие постапки кои ги слушаме рече дека слушнал двајца пратеници кои ги отвориле вратите, меѓу другото кажале дека следно што треба да се случи е и председателот да прогласи вонредна состојба. Тоа значи го слушавме на едно од рочиштата за 27 април. Тука некако прв пат го слушнавме името на председателот Иванов во оваа постапка, а цело време слушаме од обвинителката Милма Русковска и од другите обвинители дека е можно и да се прошири истрагата
и да се оди кон нарачатели, организатори. Мислите ли дека некако пречесто почнува да се слуша името на председателот Иванов во разни постапки, па еве и обвинителството некако се активира? Вака сега, ја мислам дека за 27 април не е истрага, него е судење во фаза на главна расправа. Значи тоа се разни фази на судење и секојаш може да се прошири обвинението и према други. Значи ако во текот на постапката се открие, па и не во самата постапка, и од други докази, ако се открие дека некој го направил, учествувал во тоа кривично дело во некое својство, може да и како организатор, нормално е дека ќе се прошири. Зошто тој што највеќе треба да одговара да биде амнестиран, затоа што во моментов не се води постапка према него. Мислам, не е тоа ниту морално, ниту етички, ниту па законски. Значи може да се прошири. А тоа што го спомињате председателот, што кажувате дека председателот пречесто се поврзува со некои действија кои се предмет на кривична одговорност, односно на постапки кривични, јас уште многу одамна, уште за аболицијата која ја даваше за помилувањето, кажав дека таа нема поништување по мое на аболиција, такво нешто јас не сум сретнал во светот, сега не сум прочитал секаде какви се правосудните системи, можда професорот повеќе од уставно право, па они компаративни устави проучуваат, значи у нашиот устав е спомнато надлежностите на собранието е да даваат амнестија, а на председателот да може да помилува во согласно со законот за помилување. Значи он кај помилувањето грубо го прекрши законот, грубо направи штета, имаме тука класично кривично дело злоупотреба на службена положба. Зошто никој не се дрзнува да го гони за тоа? Јас не знам, бидејќи и последиците ги видовме. Значи ние се чудиме зошто грчкиот врховен суд беше, мислам, у Грција, го одби естрадирањето на двајцата, како и вика Грујовски, не го памтам сега, и Бошковски. Зошто ги успеа? Затоа што по мое они си донесоа правно валидна оценка, или можеме да дискутираме дали е правно или не, ама остаа простор секоја друга, сите овие што се аболицирани, кога ќе бидат во бегство, ако се решат да бегаат, државата домаќин на тие лица да ни каже че извинете, вие направивте, му дадовте помилување. Јас не знам, стварно не сум сретнал до сега, се трудам да најдам, пошто сум заинтересиран како правник, и би ми било мило некој да ми прати по мейл или било како. Каде у која држава се случило да се даде помилување, значи тоа е стекнато право веќе. Те помилуваат од кривично гонење и после тоа пупу не важи. Значи готово јас не одговарам. Не можам сега без судска постапка да одговарам, без постапка спроведена по закон да ми носите одговорност, да ми ставате одговорност. Да, и после одлуката на грчкиот суд почна и во нашите постапки да се повикуваат на аболицијата. Ама јас тоа го реков уште пред Грција да рекоа дека мене тоа не ми е познато и дека едини начин да се поништи аболицијата, значи да се поништи е со кривична одговорност на председателот. Ако тоа некој ме послушаше, значи ако тоа се случеше, тогаш да се побара неговата кривична одговорност, не мора ни затвор да оди. Значи имаш таму класифицирање на делата од поблаго кон поостро, значи до 3 години затвор, до 5 години затвор, па најмалку 4, најмалку 5, не знам. Сега сите ставови на памет не ги знам. Доволно и со условна осуда и се таа аболиција да се поништи. Меѓутоа тоа не го сторивме и сега од ден на ден мислејќи ќе се опамети, веројатно некој мислел дека ќе се опамети председателот, па ќе почне да своите надлежности да ги реализира согласно уставот и законот, мада очигледно дека човеков или нема капацитет, или е па толку лукав што ни остава впечаток кај сите нас дека нема капацитет да врши функцијата председател, а уствари он позади да се тоа да го раководи. Јас не знам дали е така, значи ова сега не. Меѓутоа како правник, како кривичар, јас сметам дека аболицијата му беше кривично дело, сторена во кривично дело, бидејќи не беше согласно законот за помилување.
Значи, чим не е согласно законот за помилување, тие се злоупотребата е бланкетно кривично дело кое умпатува на кршење на некој си друг закон, тука имаме скршено закон, имаме штета која не мора да биде имотна, значи може да биде штета и на правата. Се замислете си на правата на оштетените. Оштетените имаат право обвинете, тој што го направил кривичното дело, да одговара. Тоа е грубо кршење на секој граѓанин, а па нарочито и на државата. Државата не може да функционира нормално, кривичниот прогон према луѓето да го реализира, затоа што председателот му текнало да работи така како што работи. Да. И сега доаѓаме до последниот значи поднесен предлог на ВМРО ДПМН. Тие велат дека цело време во преговорите не барале амнестија, дека не разговарале за тоа, дека не проговарале и во собранието поднесува закон за амнестија за 27 април. Велат дека тоа е единствен начин да се направи национално помирување во однос на тој настан. Па не знам, тоа само ја комплицира ситуацијата според мене. Мислам дека ништо не се разрешува. Мислам ако ништо друго, барем треба нарачателите и организаторите на тој настан да се казнат. Ако бидејќи имавме долго време една, како да кажам, тензична ситуација, имавме големи проблеми, поред се случува 27 април, пред тоа имаше и 9 мај во Куманово. Може би да се испреговара некоја средина, да се најде, да се има сите страни, односно страните кои се сега во спротивни позиции да изнајдат начини да изгласат некоја амнестија, во која би биле вклучени поширок круг на луѓе, не само тие на 27 април. Меѓутоа, мислам дека од таа амнестија би било многу битно да се исклучат организаторите на сите настани што се случи, ако и кулминира на 27 април. Ако организаторите и нарачителите на тие настани поминат без казни, мислам дека тогаш ќе биде сулудо во некоја иднина да се очекува дека некој друг нема да се осмели па да организира исти случувања. Тогаш веќе, мислам, ќе биде по знак прашање зошто постојат законите, зошто постои уставот, зошто постојат институциите. Еве, ова што го велите теоретски, да речеме, да се направи, но што е, да речеме, со организаторите за настаните во Куманово? Каде би ги барале нив? Па, бидејќи јас не можам да ги барам има индикации дека да може јас досега би тие би биле изнесени во јавноста. Меѓутоа има институции, има држави и го знаеме фамозното барање за вклучување на меѓународни експерти во истрагата за 9 и 10 јуни, која се уште не се реализира. Мислам дека постојат можности и механизми да се најдат организаторите и нарачателите и тогаш мислам дека за наши услови правдата би била задоволена и би било доволно предупредување, односно силно предупредување до сите тие кои во иднина ќе имат намера да прават слични сценарии. Дано механизми има, но дали има политичка волја, што мислите? Па тоа мислам дека нема. Мислам дека имаме влада во која силни позиции се уште имат структури од претходната влада. И тоа мислам дека ја комплицира целата ситуација. Така се случија настаните, мислам, мораше да се изгласа договорот од Преспа. 80%, мислам, 2/3 се потребни, 80 пратеници. Знаеме сите. Мислам, очигледно е како се обезбедија тие пратеници, очигледно е која ќе биде цената што ќе треба државата да ја плати, односно правосудството или судската власт што ќе треба да ја плати, да им се компензира на тие што обезбедија мнозинство. И тука веќе влегуваме во еден лабиринт од кој
тешко ќе можеме да излеземе и тогаш не знам дали би била доволна и амнестија, дали би била доволна и казнување на нарачателите, бидејќи тогаш поголем број на сегменти и структури од власта и опозицијата се поврзуваат нивните интереси меѓу себе и секој секого ќе штити, секој секого ќе оценува, секој ќе сака да му се одмазди и тогаш навистина влегуваме у еден лабиринт кој можеби господин подобро може да го објасни. Да слушнав и за диво населје. Значи вака се таму во таа акција има погинато 8 припадници на МВР. Како ќе даеш амнестија? Може, значи законски може да дае. Собранието се може. Да. За се може да дае. Колку тоа, само ако ми дозволите, може да го преквалификуваш во друго дело, може да не е чин на тероризам. Може да ако некој друг ги лажел, оноа што се пишува по јавноста, па вие само ќе видите и ке бана таму, а не треба ништо да правите, само да се појавите, ќе ги заплашите, па значи може да не е тероризам, ама имаш 8 погинати, мора да е тоа кривично дело, за кое секој бара одговорност. Значи имаше таму и мислам погинати од разни националности, не само македонци. Потоа имаш 30 луѓе тешко ранети. 37 тешко ранети. Значи, мора за тоа да има одговорност, освен ако сака власта, односно парламентот, да изврши политичко самоубиство. Исто така и ова за собранието. Значи, има правни начини да биде поблага судската власт, односно правосудството, кон овие извршители. Значи, ние кога зборуваме извршители, дали се сите свесни, значи тоа терористичко уривање на уставниот поредок, треба да си свесен, значи треба да имаш умисла, шо правиш. Дали сите тие луѓе, вклучувајќи ги тие вратата што отвараа или не отвараа вратата, имаа умисла дека се руши, дека со ова ние ќе го срушиме уставниот поредок. Меѓутоа организаторите знаеле што правеле. Значи знаеле што правеле. Така да може точно да се квалификува кој за што да одговара во таа постапка, за некое си кривично дело, па да се рече за поблагите кривични дела, ама не е моментот сега. Значи сега у моментот веќе имаме фаза на обвинение, кога има веќе квалификации. Значи има правни квалификации. И ја мислам дека амнестијата во моментов не е никакво решение. Не е решение, бидејќи ние сите, односно народот, има впечаток дека сите што се обвинети во предметот 27 април за настаните во парламентот, сите се терористи. Јас не знам дали се терористи, не знам дали знаеле, меѓутоа тие со фантомките сигурно знаеле што прават. Значи тие со фантомките сигурно знаеле што прават. Сигурно знаеле со кого е дослухот. И така се одвива тоа што очигледно е договорено. Можда некој флеголете, да речеме, гелели како вика, па у налетот на емоции ја фанал министерката Шеќеринска закоса, па за тоа одговараше за посебно кривично дело. Или некој за учество во толпа, некој за насилничко однесување, бидејќи на јавно место вршиле кривични дела. Значи, можда за тие ги понела емоциите. Ама за оние главни организатори, а сите знаеме кој е главен организатор. Сите знаеме кој викаше не седете на папучи и спаѓајте. Да, а за жал сега во оваа ситуација има најголеми се шансите да се амнестират формално или неформално главните организатори. Да. Тоа ја прави ситуацијата малце потешка и не доведува во чита за амнестија. Не доведува во ситуација, не знам, да избалансираме некако, да се најде некој правен начин за тоа да се покрие. Дали за истото дело по истиот член одговараат овие од Куманово? Не знам дали по истиот член, не сум утек. Ако одговараат сега по истиот член, амнестија обично се дава сите што одговараат, што сториле такво и такво кривично дело, им се намалува казна, се ослободуваат од кривична одговорност, значи степенот на амнестија што е. Ти не можеш за одредено кривично дело некој што го сторил да го амнестираш, мислам не е правилно. Добро, владачкото мнозинство вели дека немаат никаков, значи никакво разбирање за брањето за амнестија, дека се против и законот што е поднесен, но сега сакам да прашам
професоре, ВМРО ДПМН поднесува закон за амнестија во фаза кога постапката се уште не е завршена. Како би се направила амнестија? Значи, луѓето се уште не се ни осудени. Амнестија за што? Еве колегата рече пред малку со амнестија може Дали е тука измешано, може би амнестија, аболиција? Не, може на амнестија. Мислам, Може на амнестија сега во оваа фаза? Да, може. Со закон за амнестија може да се ослободат обвинетите од кривично гонење, може да им се опрости казната, да се ослободат од казна и така натаму. Колегата тоа многу убаво го објасни. Што мислам што се однесува до оваа амнестија, предлогот на закон, веќе има и предлог на закон поднесен од страна на ВМРО ДПМН за амнестија, дека во конкретниот случај нема место за такво нешто, нема место за амнестија. Повикот на премиерот, кој што беше длабоко хуман, длабоко човечен, за помирување, од една страна погрешно е сватен од некој, а од друга страна во конкретниот случај се злоупотребува. Премиерот повика да се помириме еднаш, да се свртиме кон она од што живееме, да се свртиме кон трудот, да се свртиме кон постигнување на целите на уставниот поредок на Република Македонија, зацврстување на владењето на правото, воспоставување, зацврстување на владењето на правото, мир и соживот, социјална правда, економска благосостојба, подобрување на животниот стандард и така натаму. Ние сме премногу оптеретени со политика, постанавме невротични од таа политика. Доста беше. Треба да си подадеме рака еден на друг како граѓани на Република Македонија, да не се нарекуваме предавници и патриоти. Нема предавници и патриоти кога се во прашање целите на уставниот. Да, но професоре, видите, треба да работиме кон постигнување на целите на уставниот. Но видите, еден ден после повикот на премиерот за помирување, кој што тој исто така вели дека не е амнестија, тука треба да бидеме јасни. Еден ден откако го направи повикот, утре пратениците кои се обвинети за 27 април дојдоа во собранието и гласа. Нели е тоа преголема случајност? Сега тоа е политичко прашање. Јас повеќе се бавам со правната проблематика. Правната проблематика не навлегувам во како ви се чини вас како политички анализи. Лично мислам дека сепак се работи за луѓе, мислам на овие 7 пратеници, односно 8 пратеници, не 7 пратеници од ВМРО ДПМН, кои што се прагматични, кои што конечно сватија дека возот на Република Македонија се качи на возот кон Европската унија и кон НАТО. Повратак назад нема. Тоа е светски процес, глобализацијата е светски процес. Светот се обединува, Европа се обединува. Еден ден ќе се формира и светска држава, не така во блиска иднина, али во некоја подалечна иднина, кон тоа се оди. Тие луѓе сватија дека се на погрешен пат. И како прагматични луѓе постапија онака како што постапија. Мислам дека повеќе се работи за нивни прагматизам, отколку за некое поврзување со предлогот на премиерот за помирување, не за амнестија, туку за помирување, да се помириме, помирување како етичка категорија, да се зближиме, да работиме за она што е наша цел како граѓани на Република Македонија. Во оваа Република Македонија еден ден да се живее поквалитетно, поубаво, а ќе се живее поквалитетно, ќе се живее поубаво ако влезиме во Европската унија, ако овде се воспостават европските стандарди на живот, европските стандарди во економијата, европските стандарди во образованието, европските стандарди во сите области на општествени. Чекаме 3 децении. Може би ќе дочекаме да видиме како е. Салиу, заменик државниот секретар на САД Палмер, после неговата посета имаше еден брифинг со новинарите, каде што зборуваше и за ова прашање, за помирувањето и амнестијата, и он вели вака: да, вели, знам за тоа, за предлогот за помирување, вели, може тоа да се изведе, има начин, но треба да се внимава да не се наруши принципот на владење на право.
Значи, некако се алудира на некаква средина во овие процеси и ако некако можеме да интерпретираме таа изјава на Палмер, веројатно и он не мисли на амнестија, но мисли на нешто. И сега тоа нешто нас не е нејасно. Што е тоа нешто? Па, во нашиот случај помирувањето и амнестијата ги дели една многу тенка линија и на вистина не се знае што е помирување, што е амнестија. Мислам дека се малце измешани. Некој очекува помирувањето да биде поблиску до амнестијата, некој сака подалеку да биде. Јутоа, едно нешто е очигледно. Македонија сега, после членството во НАТО, ако стануваме земја членка на НАТО, влегуваме у една нова, сосем нова фаза. И мислам дека би било потребно да се смогнат сили, да се изнајдат сили, некои големи проблеми кои ни се случија во време кога го сменивме малце курсот. Зазедовме друг курс, друг правец на движење, да се смогнат сили, да се изнајдат начини тие работи да бидат затворени, да се изнајде начин да се направи некој баланс, пак ќе повторам, и да не се наруши владењето на правото, но и да се затворат некои проблеми за да кои не би ја обремениле политичката реалност во Македонија и после нашето членство во НАТО, бидејќи и кога ќе станеме членка на НАТО, знаеме дека не очекува повторно уште еден тежок процес на зближување кон Европската Унија, поминување на тие фази кои не се воопшто лесни. И мислам дека што помалце обременети со проблеми влекуваме во таа фаза, толку побрзо може да се надеваме да стигнеме на крајот и еден ден да бидеме и рамноправна членка на Европската Унија. Процес може би предолго, многу одолговлечен, не поради наша вина. Меѓутоа сега кога ни се отвара патот, мислам дека за некои работи треба да покажеме поголема толеранција. Да. Зафиров, можно ли е, сега ве прашувам вас правнички, можно ли е да нема амнестија, како класична амнестија, како закон, но можно ли е во делото за 27. април да видиме некакви преквалификации на дела? Особено за, можеби за луѓе кои ќе ја признаат вината во дел на постапката. Признавањето на вина не значи преквалификација на делото, него тоа е олеснителна околност, што мислам голем противник сум тоа што минатата... Зборувам во договор со обвинителство, нели? Значи, минатата власт стави еден член во кривичниот законник, кај што кажува може да му се ублажи казна на обвинетиот само ако го признае делото или при исклучување на спогодба со обвинителството. Да. Мислам дека тоа е катастрофа, дека тоа е директен притисок на обвинетиот да го признае делото. Значи тоа го ставија, меѓутоа тоа значи признание за конкретно дело. Значи признанието мора да биде да се однесува така како што е опишано од обвинителството делото и така како што е квалификувано. И нема тука мрдање. Само тоа ќе му биде олеснителна околност да може, ако е 10 години, 10 е минимумот за ова кривично дело што ги гонат, да може да се симне казната до 5 години. Значи, начин, јас мислам по моје начин е точно да се утврди кој што работел и кој што бил свесен што работел. А може ли да се направи преквалификација на тоа? Во текна постапка? Да. Во кој случај и како? Значи, во целата постапка. Од почетокот на постапката до завршување на постапката, до правосилно на завршување на постапката, може преквалификација да се прави. Дури и судот може сам да ја прави,
ако најде дека од тоа што е докажано, дека од тоа што обвинуваат и е докажано, не е тоа дело кое го бара обвинителството, ами е некое друго дело за кое се гони по службена должност и судот е должен да ја направи таа преквалификација. Затоа јас пред малку го зборував истото. Значи во оваа фаза може да пропуштило обвинителството. Не знам кај на стихино се работи. Значи требаше точно да се утврдува. Значи и тука е тоа не пазарање народно да го речем, во истражната постапка, ако луѓето си кажаа секој својот дел, од каде дознал, што дознал, кој му рекол, како му рекол, и на обвинителството ќе му било полесно да утврди точната одговорност за секој. Дали некој ќе биде за едно кривично дело, дали друг за кривично дело, а организаторите секако ќе треба да одговараат дали за терористичко уривање на уставниот поредок или по мое велепредавство, тоа е веќе стварна оценка на обвинителството и на судот. Меѓутоа, пошто доказната постапка се уште трае, а своите искази обвинетите ги даваат последни, ако сакаат да ги дадат, ако се предложени, ако сакаат да ги дадат, се уште има можност обвинителството врз основа на доказната постапка, значи да изведува докази во таа насока, да утврди точно одговорноста, умислата на секој и за секој соодветно кривично дело да одговара. После можеме да зборуваме за амнестија или за не. Ако некој бил поведен, па емоции го направил, па емоциите доеле до насилничко однесување, може да треба да биде поблаг, ама од која ќе се утврди за секој кривичната одговорност. Значи, теоретски пратенициве, да речеме, кои гласаа за уставните измени, би можеле да им се преквалификува делото да не е терористичко загрозување на уставниот поредок, туку некое поблаго дело. Во тек на постапка. Може да и дека не сториле дело. А може и така. Па може, фала Богу, може обвинителството да се откаже од кривичниот прогон во секој момент, према сите овие, може обвинителството да најде, да, мислеле дека има кривично дело, меѓутоа да изведените докази во текот на постапката, за тој обвинет не се докажало тоа и у секоја држава нормално има ослободителни пресуди, само кај нас многу ретко ги има, пошто кај нас беа режимски пресудите. Значи, иначе во секоја држава, па во Америка 40% од обвиненијата завршуваат со осудителна пресуда. 40%. Значи, многу поодговорна одлука е и многу потешка е ослободителната пресуда. И за секој кривичар предизвик е ослободителната пресуда. Значи, треба да ја даеме. Јас имам дадена ослободителна пресуда, мене обвинетите барале да не давам ослободителна, да им давам условно, ќе се жалело обвинителство, па ќе било не знам каква понатаму, нели од незнаење они тоа. Значи немаше пракса до 96-та, многу ретко ослободителна пресуда. Се повозрасен е професорот, сигурно ги пратил тие. Таман се подослободивме од 96-та до 2000-та година да даваме чат-пат по некоја ослободителна пресуда, дојдоа ВМРО, од тогаш почна рушењето, од 99-та на правосудниот систем. И СДС после тоа, владата на СДС продолжи по тој терк, пошто им одговара. Ева и сега. Значи вака сега, ние дојдовме до промена на режимот, до рушење на режимот, под паролата нема правда, нема мир и дека судството е катастрофа на најниско дно. Година и кусур е владата веќе формирана, оваа власт е на власт, нема никакви промени во правосудството. Шо ви да, јас не сакам да верувам, ама тоа се веќе сигнали дека им одговараат нив овие суди. Значи им одговараат. Денеска Љубомир, јавниот обвинител, денеска вчера изјава даде, Јовевски мислам беше, дека не можела да чекаат академијата да создаде кадар, па од стручните собоработници во обвинителството да се потполнувале обвинителските места, им требало сега стручен кадар празни има. Зошто не се отворат према сите правници? Значи ние толку сме слаби во правосудството, зошто не се отворат према адвокатурата? Па ние добрите адвокати, значи власта, треба да ги моли да се нафанат за таа плата да дојдат. Да ги повикува на национални чувства, буквално на патриотски чувства. Оти добар кривичар или добар адвокат нема да дојде да ти работи за 60.000 или за 70.000. Значи треба нешто да предизвикаш кај него, нешто да отвориш, он да се јавува, него треба да ги бараш како Диоген што го барал човек.
Ако може да. само кратко да изразам моје мислење пред да ја смениме темата, можеби. Да, да, да. Кога сме кај амнестијата, мислам дека треба да имаме предвид еден ризик. Ако се изгласа амнестија само за 27 април евентуално, јас мислам дека постои ризик да се постигне национално помирување меѓу македонците, меѓутоа да се создаде јаз меѓу македонците и албанците, бидејќи знае јавноста и сега е актуелно, постојат многу случаеви кон кои албанската јавност има длабоки сомневања дека се политички, дека се полициски монтирани и дека се осудени невини лица. Затоа мислам дека е потребно да се биде многу внимателен во оваа фаза. Напредокот кој што е направен во меѓуетничките односи да не се врати повторно во нулта точка и повторно да се отварат нови проблеми кои сме ги надминали веќе, а кои се многу битни за нашиот пат кон евроатлантските. Може и да се каже дека можеби и најголема жртва во 27 април беше господинот Цела, кој беше за малку убиен, нели? Да, па има и осудени веќе за тоа дело. Токму затоа ако сега се амнестират со закон тие лица, мислам дека меѓуетничкиот контекст е многу јасен и мислам дека би се создале непотребни меѓуетнички поделби кои не ни носат ништо добро. Затоа мислам дека треба да се биде внимателен, без разлика дали ќе има формална или неформална амнестија, мислам дека треба да се направи баланс. Со респект кон професорот, ако може нешто да одговорам на ова прашање, сум стално осетлив на меѓунационалните односи. Вака видете сега, очигледно припадник е кон албанската заедница. Стално они кажуваат дека албанци имало монтирани случаи, што мене многу ми смета. Да, имаше према албанци монтирани случаи, ама исто толку или многу поеќе и кон македонци. Значи, за сите тие монтирани случаи ќе се осеќаат луѓето, меѓу кои јас се сметам, еве лично да ви кажам, дека сум жртва на тој режим и дека сите ќе се осеќаме. Карактер на таа работа е посилен. Значи, да, за жал, меѓутоа и расположението во јавноста е така. Системот во судството, знаете дека ние никој пат нема да имаме право судство. Значи, клуч систем. Зошто тој укичево да биде албанец по клуч систем, а не го бива, а да не биде македонец, што го бива? Значи, ќе се сложите за ова дека е така. Заради политички поени, само тие што не ги бива и не, сега сите не ги бива. Значи, заради политички поени, нашите партии со предзнак македонски или албански партии форсираат своји кадри, за своји предмети зборуваат, обесправени се албанците, не се обесправени албанците. Обесправени сме сите македонци, не само ние што бевме судени. Значи сите граѓани на ваа држава од таа хунта бевме обесправени. Некој повеќе, некој помалку. Значи јас бев притвор, затвор, осуден, код судија разрешува. Сето тоа, ама не значи дека вие не бевте обесправени. Не би било лошо да има некој предлог во собрание да се како да кажам тој режим да биде оценет, тој дел на владење да биде оценет како режим. Да, но случајот... Па така го сакам. Можат да се бунат за кумановско населje, за диво населje, за некои во слични предмети, монструм не го водат така како тероризам, за слични предмети што се обвинети зошто да не добијат амнестија, без разлика дали се македонци, албанци. Значи мене не ми смета воопшто, односно ми смета поделбата, а не ми смета законот да е односно по закон да е и кон албанците, и кон македонците. Албанците кога зборуваат, најчесто зборуваат за случајот Бродец, кој па е случај во време на СДС. Сопот, Бродец, за Сопот, се извинам, Монструм исто. Не Бродец, Сопот. Се извинувам. Ами сега ако ги редите, Змиско, кој 1-2, Фаланга, кај што многу луѓе сваќаат. Многу има, да. Има многу. И тоа многу се сомешани национални состави. Добро, мораме да направиме една пауза за реклами и се враќаме бргу во студиото. Останете со нас, се враќаме за кратко.